Добро вечер и добре дојдовте на одбележувањето на роден денот на познатиот академик, еден од основачите на модерната македонска ликовна уметност, втора генерација, кој што несомнено остави трага во ликовната уметност и по кој што ликовните дела ја препознаваат Македонија ширум Европа и светот. Ова вечер се собравме да го одбележиме животот и делото на академик Глигор Чемерски, кој што за нас среќа е роден во Кавадарци и целиот свој живот го помина работејќи и зборувајќи и фалејќи го Кавадарци. Сакам од името на градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев, да ви се заблагодарам за денешното присуство. Општина Кавадарци ќе продолжи да ги поддржува сите културни манифестации, а оваа вечер сме тука собрани за да го одбележиме животот и делото на академик Глигор Чемерски и да го продолжиме духот што тој го врежа во уметноста. Гичо отиде да биде сликар под влијание на војко му, кој е крстен од неко од татко ми Диме, ние сме кумови на мазеви и го сакаше на Гичо и Гичо го сакаше него и заедно работеа и многу пати потргнаа нешто, но Гичо тргна по својот пат од Белградската академија како најдобар студент на генерацијата, беше пријател со неколку сликари големи, Тркулја, например, и други, Липи и други сликари кои беа генерација, а ја бас тога живеев у гимназија и одев секоја недела кај нив у студентски дом и учев кај нив за студентството и за сето тоа, а Гичо беше најдобар сликар и Гичо беше прв магистер, односно завршил мајсторска школа, се викаше тогаш мајсторска школа. Он беше ученик на големите сликари, на Кун, на Мило Милуновиќ, на најголемите сликари кои постоја у Белград и беше прв магистер по сликарството и отиде прв у Париз една цела година, не отидоа постарите, отидоа пред тоа, амо таа генерација прв и тамо разработи еден систем неочекуван. Тој цртеж кој го има направено, јас го сметам величествен, тој цртеж го дадов на син ми сликар Диме, тој цртеж од Париз е она што го направи Гичо. Тоа е експресионизам со тема, не експресионизам како енформел или како фовизам, како бркање како истерување на боја која ќе ги надминува облиците, туку погледнете ги сликите, тоа се слики кои се ликови, ама уметноста на човекот, на силата, на творецот е таа која на тие ликови кои ги представува ќе му даде сила да излезе од рамките, да биде трајно посветен и да биде слика која ќе трае. Такви се и мозаиците на Гичо Чемерски. Најголемиот мозаик, најубавиот мозаик кој е направен у Македонија, се разбира. Има и други творци, ама тоа што ги направи Гичо во Гостивар, тоа што е таму у хидроцентралата, тоа е невидено дело, дело рамно на најголемите светски трудови, а мозаикот во Кочани е најголем мозаик во Европа воопшто направен. 280 квадрата или 320, еве гледате, не знам. Тоа е во облик на разурната тврдина, каде што убавините на зидовите и внатрешните се мешаат и секој по себе си
секој мозаик, тоа немојте да пропуштите, да идете да го видите. Тоа е над зидот на Кочани, тоа е едно од најубавите уметнички дела кои постојат, или најважните уметнички дела кои се направени у Македонија. Тоа обрзно морате да го видите, не за да видите што правел Гичо Чемерски, него за да видите што може да направи македонската уметност. Самиот правеше илјадници слики. Еве овдека, дури и скромниот фундус у Кавадарци, ова се сликите кои Владко Темков ги позајми, ги зеде у Кавадарци, не позајмуваше од други музеи, нели, и други места, каде што постојат илјадници слики. Беше уметник, познат колку у Скопје, не кажам у Кавадарци, колку беше и самиот се беше кавадарченец и сакан тоа, беше сликар познат у Париз, имаше многу изложби по целиот свет и секаде постигнуваше многу квалитет и на крај доживеа да го изберат за академик, иако голема неправда е направена. Најучениот сликар не доби наставничко место у Скопје, у Македонија. И тоа е страшно, а тоа знам колку е квалитетно од две нешта. Прво е како разговараше со сликарите млади и како ги учеше како да станат подобри и како да работат, меѓу кои беше и мојот син Диме, и тоа беше учител, и они сите го нарекуваа него учител. И второ, доживеа да академијата признае дека она што он го правеше, едно огромно пано Македонија, кое требаше да стои у академијата, не го зедоа, што е грешка, историска, културна грешка. После некако тоа дело е земено, залепено, ставено, не расширено, а тоа требаше да биде чело на академијата. Ама затоа државата Македонија направи од неговите мозаици, ова беше слика, Македонија слика, а неговите мозаици направени се у државната куќа, кај што доаѓаат големците да посетат Македонија, два огромни мозаика, слични на ова сонце, дело така некако, нели? Скица, да, ама не е изведена баш така. Тие можете да ги видите во книги, нели, и за тоа, тие два мозаика, огромни по површина, не волку огромни, туку огромни, по 4 метра високи, 5 метра високи, 4 метра широки, огромни мозаици од прв ранг изведени, првокласни, да секој кој ќе доаѓа у Македонија види кои се можностите на нејзините уметници. Затоа што најголемиот уметник кој Македонија го имаше у модерно доба, тоа го направи. И тогаш академијата го избра за академик, но животот носи и страшни работи. Перо Мазев, син му Костал, тука од Кавадарци, Коце Мазев, татко му беше јужар, тој син му Коце, ако е сликар, почина на 30 години и го потресе Перо Мазев, и Перо Мазев, тука бевме на денешен ден пред 18 години и се случи после една недела да почине, затоа што година дена го измачуваше смртта на синот. Остана другиот син и живее сега како организатор на културни творби, продажба и така натаму, а на Гичо Чемерски синот се случи истото како на
од Вујкото. Неговиот син Филип, голем организатор у филмската уметност, една личност од голем карактер, фин, прекрасен, како татко му личеше и имаше најубавите квалитети кои Гичо у граđanска смисла ги имаше. Да познава многу, да знае да прави разни нешта. У филмската уметност у Белград се пресели тамо, имаше успех и успеа да го суреди животот и да му се случи, беше голем параглайдист, леташе со тоа по широчината и му се случи страшно да се спрепне и да падне и да настрада од ударот на скалите. Филип, постариот син, Гичо го изеде после година дена, Гичо почина. Отиде да се придружи кон синот. Но се случи и нешто уште пострашно. Помалиот син Огнен, голем талент за јазици, за преведување, го преведе големиот Моби Дик од Херман Мелвил, еден од најзначајните романи на модерната литература, и тој превод го смета за нешто што додава јазик и додава стил и додава сила за преведување и за пишување у Македонија. Огнен почина пред неколку месеци. Така да Гичо со двата сина не е више со нас. Вие да сте живи и здрави, да знаете дека имало у Скопје, дека имало од Кавадарци големи творци. Погледнете ги неколку само од нив. Добри Даскало, Страшо Пинџурот, Димка Тагаверот, Мито Хаджи Василев, Минчев, лекари неколку, Велко или Пемо, кои беа професори у Скопје, Шапазов, големи инженери, големи творци. Меѓу нив сите, од уметниците, неколку, као Перо Мазев, или од тука потекната најзначајна сликарка женска Ана Темкова. Гичо Чемерски припаѓа во семејството, во кругот, во групата на тие најголеми луѓе кои излегоа од нашиот крв, од нашите семејства и од нашиот воздух и тие убавини на небото, на облаците, на земјата, на земјоделските бои, кои Гичо самиот ги обожаваше и често тука, кога бевме, тука ме водеше да гледам, да ми укаже на нивната вредност, повеќе од колку што тие го имаат. Тоа е, накусо прикажан, животот и делото на Гичо Чемерски.